Би сакал првично да и дадам збор на Ана Мартиновска. Маја веќе би ги најави подетално сите. Ана, повелете, па потоа ќе имаме можности да поразговараме. Благодарам. Добар ден, од мене благодарам на поканата да учествувам на оваа дебата. Се очекувам дека ќе биде интерактивна. Иако сум јас професорка, не сум од оние што сакаат само да зборуваат, многу повеќе сакаат и да слушаат. Тоа особено се однесува на младите кои што ги гледам позади. Ми се чини дека заради нив има резон сите вакви настани на кои можеби по 100 пат ќе повторувам едни исти работи, меѓутоа се надевам дека сите заедно можеме навистина да направиме некои промени кон подобро општество кое што ќе биде родово освестено и освестено кон сите видови на различност. Темата на овој панел е ние и вие. Добро е што има и, а нема наспроти, бидејќи темите за родовата еднаквост, иако ние сите како луѓе имаме потреба да се дефинираме себе си преку различноста, односно гледајќи се во зависност или наспроти оној другиот, темата на родовата еднаквост не можеме и не смееме да поставуваме само на оската жените наспроти мажите. Наместо за разликите, многу повеќе треба да зборуваме за релациите, за пристапот кон ресурсите, за активностите на ограничувањата и се разбира она што морам да го потенцирам тука и така наречениот трет род, односно мислам дека сите овие односи мораме да ги разгледуваме и во една поширока слика која што ја надминува бинарната опозиција. Како и секогаш настапувам од една феминистичка позиција, меѓутоа тука морам да направам еден најширок вовед, затоа што ми е малку здодевно да се среќавам со луѓе за кои феминизмот е баук, кои мислат дека феминизмот е грд збор, кои мислат дека феминизмот е нешто што го прават некои жени кои сакаат ги мрзат мажите и сакаат да бидат подобри од нив, кои што сакаат да им ги земат професиите во контекст на ова за што зборуваме денеска или нешто слично. Напротив, феминистичката теорија онолку колку што се однесува на тие разлики меѓу мажите и жените, уште повеќе се однесува на разликата во феминистичкиот концепт за жената, за жените и воопшто за светот кој функционира во таа патриархална рамка, за жал доминантна се уште и денес и овде. Се разбира дека патриархатот не можеме да го обвиниме за се, меѓутоа она што можеме да направиме е значи да ги разгледуваме сите овие теми и во една поширока рамка. Ќе зборуваме значи за жените, меѓутоа треба да знаеме дека истовремено жените од различни класни средини, жените со различна етничка припадност, жените од урбаните и жените од руралните средини, жените со образование и жените без образование, сите тие имаат свој поглед кон сите овие теми, сите тие имаат своји битки за биење и не смееме да се ограничуваме само на една од тие слики и перцепции. Значи, треба да зборуваме за рамнотежата на моќта, за привилегиите кои што ги имаат едни или други, сеедно дали се мажи и жени. Треба да зборуваме за контролата. И сега на почетокот и уште една да речам, уште нешто да разјасниме, што се тоа стереотипи. За да ги рушиме стереотипите, треба најпрво да ги препознаваме, да знаеме за што зборуваме. Значи, зборуваме за категоризација на луѓето, за квалификатори, за некаков консензус или некакви колективни знаења кои што важат во однос на една тема. Меѓутоа, тие се секогаш засновани на генерализации, често се ирационални, уште почесто се погрешни. Рефлексијата на тие стереотипи, за жал, оди и во широчина и во длабочина. Ја среќаваме во образованието, во медиумите, во популарната култура, во сите сфери на општеството во кој живееме
и за жал ја наследуваме низ генерациите. Денеска, иако во 21. век, ние повторно биеме некои битки кои што нашите баби мислеа дека ги завршија. Повторно зборуваме за жените на работните места, зборуваме за жените и нивното репродуктивно здравје и пристапот кон безбеден и легален абортус. Зборуваме за теми кои што навистина мислевме дека се затворени. Од тука, во моето искуство од работа со млади луѓе, мислам дека главно е да научиме да ги препознаваме стереотипите. Кога ќе знаеме со што се соочуваме, лесно ќе ги кршиме и ќе се охрабриме напред. Во однос на конкретната тема за женски и машки професии, нели, машки мора да биде секогаш во наводници, бидејќи се разбира дека е тоа една смешна поделба која, нели, таа исклучително е важно присуството, односно видливоста на вакви жени во јавност, и од тука добро е што денеска ќе имаме такви примери, затоа што тие млади луѓе треба да имаат рол модели со кои ќе се идентификуваат. Меѓутоа, она што е за мене исто така многу суштински важно, е дека не завршува се со изборот на професијата. Жените секогаш се соочуваат со многу други предизвици. Се соочуваат со балансот на професионалноста и приватниот живот. За жал се соочуваат со традиционално поставените родови улоги. Се соочуваат со потребата да бидат супер жени, да се докажуваат и ваму, и таму, и онаму. А на себе го носат товарот на она што во феминистичката литература се нарекува втора смена. Значи, таа ќе биде во машка професија, ама кој ќе дојде дома, женската професија во кујната, за жал, во огромен број, во голема статистика се уште останува за неа. Пораката е дека најважна е слободата на избор. Дека е окей да бидеш жена во женска професија, окей да бидеш жена во машка професија, окей да бидеш жена без професија која што решила да се посвети само на семејството, се е окей додека е тоа избор на самата жена. Ако имаме уште нека минута? Уште две. Ќе ви раскажам за некои истражувања кои се правени меѓу младата популација, за тоа каков е нивниот живот и нивната визија за нивната кариера. Повеќе од 50% велат дека бараат професија во светот на модата и забавата. Тоа значи дека жените можеби излегоа од кујните, ама се заглавија некаде на друго место, под рефлекторите. Сликите на жени кои што ги примаме во јавноста се слики на жени кои што се нели, млади, убави, секси, слава, богатство. Многу малку има разнообразност на занимањата на жените во јавниот дискурс. Кога мене ме виде на телевизија еднаш мојата внука која ще имаше 8 години, вика, не знаев дека со читање книги може да станеш славен. Тоа е она што Наоми Волф го нарекуваше Iron Maiden, тој некој суров притисок врз жените да исполнат одредени улоги, некои правила на игра кои што се наметнати, кои што им прават незадоволство и несигурност ако не ги исполнат, кои што ги држи, значи, во рамките на тие стандарди кои што општеството ги пропишува за тоа како тие треба да се однесуваат. Наспроти потребата тие да го остварат сиот свој потенцијал. Јасно е дека, затоа веројатно повеќе ќе ви зборуваат другите жените од различните професии, за стереотипите внатре во професиите со кои тие се сеќават. Сестра ми е електроинженер, на која што и велеа зашто не си учителка, шо ќе ти е летко место Карминче во ташната, која кога се вработи во трафостаница и цртаа карикатури на жени со големи гради на бирото на кое што работеше. Стереотипите постојат и внатре во професиите, што го отежнува секој индивидуален избор на секоја од овие жени. Меѓутоа, вистинските прашања се и дали овие жени добиле еднаков третман при вработувањето, дали биле
ја имале истата можност да напредуваат во кариерата во однос на нивните машки колеги. Значи, секако дека нештата во сите овие сфери се менуваат, меѓутоа, за жал, по мене тоа е бавно, пребавно. Секогаш да размислуваме вон клишеата и конвенциите, надвор, out of the box, што велате мојата порака. Понатаму, Џабир ќе продолжи со своите 10 минути да зборува. Многу пати во одредени интервјуи и разговори кои сме ги имале, ќе рече дека многу често го нарекуваат и феминист меѓу мажите во однос на правата, така што повелете. Благодарам за поканата на овој за мене значаен настан. Поканата да учествувам на овој навистина многу важен панел за мене беше најдобриот подарок за роден ден и сметам дека вашето внимание и можеби интеракцијата што ќе постигнеме ќе биде уште поголем роденденски подарок, а се разбира подарок и за сите нас овде. Јас би сакал за почеток да ве прашам, кој од вас и нели мнозинство во ова сала се жени и девојки, кој од вас е од мали нозе воспитуван така што сега знае дека розевото е женска боја? Ако може да кренете раце. Само еден, само двајца, не, тројца, аха, се креваат раце. Кој друг смета дека е воспитуван така што розевата боја е женска боја? Не, значи, кој не бил така воспитуван? Дека куклите се, па овде навистина е добра оваа пропорција би рекол. Кој од вас не играл со кукли, туку се камиончиња кога бил мал? Џамли не сум играл ни јас. Молим? Цигли? Браво, добро. Благодарам за одговорот. Има уште многу вакви прашања, сигурен сум дека знаете што може да ги поставиме денеска. Меѓутоа, и оваа пропорција во оваа сала овде е фантастична. Ова зборува дека овие луѓе што се овде се еманципирани, зборуваме за модерно општество. Ама дали е така кога ќе излеземе надвор, кога ќе отидеме во руралните подрачја, кога ќе отидеме во предградијата или во центарот на градот, кога ќе излеземе и надвор од границите на нашата земја? Гледаме милиони жени во одредени држави во кои не смеат дури ни кола да возат. Милиони жени кои без оглед на уставите или законите во нивните земји се уште се спречени да учествуваат во општествениот или политичкиот живот на земјата. Знаеме за милиони жени кои се принудени да работат во нечовечни услови, кои умираат од истоштеност или глад. Знаеме за милиони жени кои не можат да направат длабоко интимен избор за нивното тело или за плодот што го носат. Знаеме за милиони жени кои се мета на агресори, кои нив ги користат како оружје на војната. Зборувам за силувањето, зборувам за насилствата, кои ги гледаме насекаде на оваа планета. Па дури и во непосредното соседство имавме такви ситуации. Знаеме за милиони жени кои живеат под тешките пранги на патриархалното општество во кое тие се суштество од втор вид или од подолен вид, каде што мажот е тој што доминира во семејството, на работното место, на улица, во кафеана, во културни, во други институции, во државните институции и така натаму. Знаеме за сето тоа, иако знаеме исто така дека имаме Me Too, имаме светски лидери кои
се обидуваат да придонесат кон борбата за човекови права, бидејќи борбата за женските права е борба за легитимна, иманентно е на некој што се бави со човековите права да каже дека се бави и со борба за женските права. Не можат да се одвојат, не смеат да се одвојат правата на луѓето, правата на човекот. Тие се неделиви. Ако се борите за човекови права, тоа значи дека сте борец и за женските права, и за правата во доменот на родовата еднаквост. Нели, имаме различни теории, па женски права не се исто што и родови права и така натаму. И со, нели, дисклеймер дека сето тоа го подразбираме во моментот. И исто така еве една актуелна културна ситуација во нашава земја. Филмот Врба на маестро Милчо Манчевски зборува за две приказни, едната во 16 век, едната во денешното секојдневие, во денешното време. Неверојатно болно многу сличности има тоа што има во првата приказна и во втората приказна. Неверојатно многу тешки детали кои се реални, кои ги гледаме секојдневно на улица, а за кои маестрално се отсликани и во првиот дел, во првата приказна за 16-тиот век. Еве уште едно прашање, кој не го гледал Handmaid's Tale? Handmaid's Tale. Ве молам да го гледате. Јас сум навистина одушевен како оваа утопија, црна утопија, која говори за некое измислено време, можеби во иднина, во едно тоталитарно општество, всушност зборува за тоа што го доживуваат жените и во современиот свет, во едно модерно општество, како што е еве и западното општество. И таму жените имаат проблеми на различни нивоа во различни области. Да не зборуваме за тоа, јас годишно посетувам веројатно со мојата работа веројатно 60-70, можеби и повеќе населени места во текот на една единствена година. Не знаете, навистина, сигурен сум дека не знаете, или дури ни самиот не сум свесен секогаш, колку тешки приказни слушам, гледам или сведочам за нив, во кои се наоѓаат жените во нашата земја. Колку македонски граѓанки се понижени и секојдневно, било да се работи за семејството или за работното место, само текстилните работнички, ги спомнам доволно ќе ви биде, се наоѓаат во крајно незавидна ситуација. И сето тоа, драги другарки и другари, или дами и господа, сето тоа, според моје цврсто убедување, е овозможено токму од институциите. Вие ако ги погледнете пропорциите во нашата земја, како во претходните години, па дури и сега, ако погледнете дека од 81 човек кој држи градоначалничка позиција, имате само 6 жени, тоа е нешто, 6 жени, тоа е нешто што не е во ред. Ако погледнете дека од 120 пратенички и пратеници, само 43 се жени, а зборуваме за 50-50 застапеност, зборуваме за тоа дека во нашата земја 51 и нешто посто се жени, според еден многу древен попис што го имавме. Зборуваме за тоа дека во институциите од 1300-400 институции што се во системот на државата имаме неверојатно мала застапеност на раководни места кои ги држат жени. Не е можно да имаме такви аспирации, да имаме таква назадна политика и практика. И тоа е нешто што мислам дека секој ден треба да го алармираме, да го истакнуваме и како активисти и активисти, новинарки и новинари, и професорки и професори, и сите други профили. Јас би сакал уште само две поенти да направам. Носители на стереотипите за кои зборуваме денеска, ние и вие, во најголем број
од она што јас го гледам, барем од личното искуство, но и од литературата, но и од медиумите, дознаваме дека носители на стереотипите кои се однесуваат на жените се всушност жените. Жените се тие кои се согласуваат и го носат бремето и го наметнуваат на другите во својата околина, почнувајќи од своите деца, кои ги прават жртви на стереотипите. Не велам дека се одговорни и виновни за тоа повторно машкиот свет, институциите, културата, образованието, тоа ми е следната поента, го прават такво општеството што жените стануваат најжестоките носители на стереотипите, на предрасудите, на насилството врз жената, психичко или физичко, економско и така натаму, истоштување или малтретирање. Втората поента ми е образованието, точно. Затоа и така и почна со прашањето розева боја. Во училиште, па дури и во градинка, не во училиште, децата учат дека розевото е женска боја, а синото е машка боја, дека барбиките се женски играчки, а камиончињата се машки играчки. Во најголем дел. Во најголем дел го гледаме ова општество во кое верските институции, верските заедници се премногу видливи и тешко некако се одвојуваат од државата, а по устав се одвоени од државата. И се разбира, на крај сакам и нешто лично да споделам со вас. Јас секој ден учам, буквално секој ден учам, како да се борам против стереотипите. Неодамна во една месенџер комуникација што имав со моите колешки, научив нешто друго за една друга област, меѓутоа не се воздржав пред себе да кажам аха, сгрешив, еве ми стереотип. Го уловив и веднаш го отстранив. Секој ден учам како да бидам подобар човек, homo sapiens. Секој ден. И секој ден наоѓам по нешто кај себе, што можеби не би требало да биде таму, затоа што основата ми е таква каква што декларирам дека е и каква што верувам и таква ја живеам. Не бев секојаш добар човек. Не бев секојаш ни добар маж. И веројатно и сега не сум доволно добар. Меѓутоа, секој ден се обидувам да учам и да станам подобар. Со оваа мисла ве поздравувам, ви благодарам и ги очекувам ваш. Да замолам Снежа да ми се обрати со своето поведение. Благодарам многу и чест ми е што сум меѓу вас на еден ваков настан. Ако ја гледам сликата спроти мене новинарски или преку камерата, имаме една слика која за жал многу ретко ја гледаме во Македонија кога одиме на настани. И вие сте сведоци кога гледате телевизија од неки настан, било да е состанок на представници од Стопанска комора, конференција меѓународна, политички договори и разни настани кои се случуваат меѓу институциите и меѓу државите, ќе видите дека многу ретко гледате жени. Ваква слика е навистина реткост. И тоа е страшно. Ние кои сме новинари и кои ние тоа секојдневие, навистина тоа го забележуваме и се трудиме колку што можеме да ја смениме таа состојба во државата, впрочем напомена и другите соговорници дека тоа е реалноста. Меѓутоа некојаш не мора да го слушате тонот, доволно да ја видите само сликата и ќе ви биде јасно за какво општество во Македонија се работи. Џабир ги спомена текстилните работнички како една категорија која за жал и покрај тоа што многу често ние новинарите зборуваме за нивните судбини и теми, за жал исто така има впечаток дека ништо не се менува. Последната исповед што имавме од нив на телевизија јавно кажана беше дека има фабрики во кои што се држани работничките под клуч од надвор и не можат да одат ниту во тоалет. Така и во такви услови работат. И за жал после таа сторија не видов дека некој нешто почнува да менува во оваа држава и во оваа општество. На нас новинарите е да кажеме и да покажеме, да ја држиме приказната колку што може
повисоко во вестите, меѓутоа и вие сте свесни што се случува во оваа држава, било да е од областа на екологијата, социјалата, човекови права и слично, да искрено да ви кажам и не можеме да постигнеме сите тие битни работи толку високо да ги држаме за да се промени свеста во општеството. Јас ќе ви кажам лична, еве како јас во една професија која што по мене е женска, не е машка, затоа што повеќето се новинарки. Некако мажите се изгубија во нашата професија. Мене ме нарекувале дека сум жена со машко срце или дека сум жена која е всушност маж, не мислејќи на некоја транссексуалност или слично, туку како некоја асоциација, деме како сум жена, јас не можам така да реагирам, не можам така да пишувам, не можам така да настапувам и зачудува фактот што како жена новинарка сум се нашла во ситуации на места кои што биле преодредени за мажите. И од тука до ден денеска нели ме бие оној глас дека во 2001 година кога ја откривме кризата и кога ги покривав тие за жал немили настани, многу често беше јавноста зачудена како може една жена да покрива конфликт, како може да оди на такви терени. Потоа, кога продолжив со истражувачкото новинарство, исто така наидував на разни центри на моќ или спроти себе мажи кои беа полни со своето его или со својата моќ и кои што едноставно не очекуваа дека наспроти ќе имаат жена што ќе им се спротистави со аргументи, со документи, со откритија, со истражувања и не мислејќи дека и ние жените имаме навистина еден таков авторитет кој што ним таквите може да им се спротистави. Мене ми е драго што некако сум успеала јавно на телевизија да покажам дека тие биле во грешка и дека тие лошо поминувале, имајќи го тоа его во себе, мислејќи дека ние жените не сме доволно авторитетни, не сме подготвени да им се спротиставиме и за жал тоа било секогаш на нивна штета. Драго ми е кога дел од тие мажи што така размислувале, потоа сватиле дека не е така, дека и ние покрај тоа што сме жени знаеме како да се справиме со состојбите, некои од тоа го признале, некои тоа не го признале. Меѓутоа, она што многу ме возбудува, не само како новинар, туку како човек од ова општество, е колку бавно се менуваат работите овде. Со оглед на тоа што има овде многу млади луѓе, драго ми е што има и момчиња и девојчиња. Ако беше мојата генерација овде, или генерацијата постара од мене, тоа немаше да биде така. Драго ми е што младите се тука во еден ваков состав. Што едни нови генерации се надевам поинаку ги воспитуваме и поинаку размислуваме. Кога сме кај стереотипите, и јас ќе споделам едно лично искуство. Мене второто презиме ми е Созен, мојот маж е Турчи, од Турција. И нели ние во Македонија се што не чини викаме, ама 5 века турско, тоа не се искоренува така. И мислам дека тоа 5 века турско важи и во редовата еднаквост. Демек нас ни е менталитетот таков, и така останало од време турско, ние не можеме да се смениме и во ова 2019 година. Меѓутоа, морам да признам дека не е така. Еве, моето лично искуство, не за да го фалам маж ми, туку да кажам дека ми помага во работите подеднакво. Нема поделба по родови во нашето семејство. А и детето не го воспитуваме во таа насока. Има розова облека. И тој знае да прави колачиња, а и мојот маж, а и јас се трудам па да му помогнам и во некоја машка работа. Сакам да речам дека се е индивидуално во пристапот, меѓутоа општеството го правиме сите ние. Јас зимам Турција како пример, каде што бога ми можам да кажам дека жените на вистина знаат во семејството да дигнат глас и да бидат гласни, а особено во постарите генерации каде што жените имаат на вистина еден голем авторитет во однос да се слушне нивното мислење. Значи факт е дека ние сами си ги наметнуваме тие стереотипи, сакајќи да бараме нешто во минатото дека е причина за тоа. Свеста на ово општество ја градиме сите ние што имаме јавни функции
Меѓутоа, некако во ова време се сменија медиумите, се видов, гледате дека се е на социјалните мрежи, мислењата споделени на Facebook имаат поголем ефект отколку мојата истражувачка сторија и тоа е веројатно иднината. Дотолку повеќе ќе кажам дека ние сите сме одговорни за она што го правиме во општеството, за она што го споделуваме со другите и сите ние имаме подеднаква моќ да го трансмитираме тоа до јавноста. Со оглед на тоа што повеќето од вас ги користат социјалните мрежи, свесни се дека нивното мислење може и ќе стане вест ако е она вистинското, ако ја упатиле вистинската порака и ако таа порака влие на повеќе луѓе. Во таа смисла ве охрабрувам, било да сте мажи или жени, да размислувате и вие како индивидуи, дека вие сте веста, дека вие сте гласот, дека вие сте тие што треба да влијаат во општеството, затоа што за среќа дојде време кога слободно можеме да се изразиме и да кажеме што мислиме, дека социјалните мрежи се користат и во негативна смисла, меѓутоа се додека се користат во една смисла на помош во општеството да размислите каква порака вие упатувате и што пишувате на нив. Да не должам многу, мојата порака е во однос на менторството. Кај нас некако не гледам дека секој од нас се труди да биде ментор на помладите генерации. Нема некако сите брзаат презафатени си и не одвојуваат време да ги научат младите на искуствата, да споделат со нив и да им помогнат. Мислам дека на тоа треба на многу повеќе да се работи, особено во професиите кои што можат тоа да го направат. Значи, независно дали се новинари, новите генерации и сакаат да бидат новинари или не, јас би сакала да им помогнам во однос на моето искуство и да споделам со нив и доколку ме сметаат за некаков авторитет, да научат и нешто од мене. Значи, дел ќе се учи во училиштата, дел се учи нормално од семејството, меѓутоа би било многу корисно за општеството да сите ние како жени, па и мажите, се потрудиме на младите генерации да им пренесеме една поинаква свест и да ги менторираме. Своевремено морав да одам во Америка за да некоја менторка од друга земја ми помогне мене како да се справам со состојбите во моето општество или во мојата професија. Се надевам дека ќе дојде време и дојдено е време кога во оваа држава можеме тоа да го правиме ние меѓу себе без да бараме помош од надвор. Ви благодарам.